što sum daleku i sam i ne krevaj magli silni jadovi svoj otpad zatrupan se uštego znam ako zgrešam neka izgora. Кој е најтежок психолошки момент кој го доживувате во Хаг? Кога ви е најтешко? Видите, моментите од секојдневието, од најтешко е кога таму некаде од далечините слушаш разговори на луѓе кои се на слобода, слушаш жагор на деца, слушаш нешто што тие луѓето само 20 или 30 метри од тебе живеат еден нормален живот. Сигурно дека во човекот се јавува желбата, макар еден минут, макар еден ден, макар еден час, да можеш да излезеш на слобода, да испиеш чаша вино или едно кафе. И јас верувам дека 95%, ако не 100%, од притворените се спремни за едно излегување од еден час на слобода да дадат и година од слободата. Од својот живот? Од својот живот. Верувајте ми дека тоа е сон, тоа е нешто што додека си во таа самотија е нешто слободата, цената на слободата. Па макар и на тој еден час слобода е многу скап. The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. The chamber orders that you be released from the United Nations detention unit. You may be seated. Господине Љубе, каква е таа драма која во вас се води вечерта пред да се соопшти таа пресуда која ве прогласува дека не сте виновен во Хаг? Може ли човек да спие во очекување на пресудата? Видите, тоа е еден период во кој Што ви минува низ глава? Минуваат сите спомени, сите надежи, сите вери, Стравови? Што не оптимизми, дека еве на утрешниот ден повторно ќе бидеме заедно. Тоа е едното сценарио, но исто тој ден може да биде и ден кога нема повеќе да бидеш заедно на слобода со своите најблиски. Спиевте ли воопшто? Спиевте ли воопшто ноќта пред да се прочита пресудата? Па не можам да ви кажам дека можеш да имаш мирен сон. Повеќе бунило затоа што низ главата поминува се она што било за тебе за тие 3,5 години Хаг. Значи, тоа се сцени кои едноставно не можат да се објаснат. Што господин Љубов би направил ако не ве прогласеа за невиновен или ако ве прогласеа за виновен? Што очекувавте? Ќе можевте ли да издржите повеќе во Хаг? Вие го победивте 4,5 години времето. Што колку долго ќе можевте да го победувате тоа време? Видите, тоа се предпоставки. Сигурно дека таа битка ќе продолжеше. Ќе продолжеше затоа што во мене длабоко во подсвеста, во свеста, во моите уверувања и тогаш, како и сега, постоеше верата дека не може невин човек да остане во хашките зандани. Мигот на прогласувањето на пресудата е нешто што во литературата или во јазикот не може да се најде израз со кој може да се објасни тоа, да се објасни како се чувствува внатрешно, како човек се чувствува, како неговите емоции. Што прво помисливте кога ја слушнавте пресудата, дека не сте виновен? На кого прв помисливте? Што сакавте да направите? Ако симнавте од авионот, ја бацевте македонската земја.
То можем да го разберам. И тоа во моментов кога ви ја прочита пресудата, апсолутно не можев да нијансирам ниту една нијанса на вашето лице, гримаса. Не можев да предпоставам што сакате да направите во тој момент. Бивте скочанет, да знаевте како да реагирате. Па токму тоа е и одговорот на претходното прашање. Тоа се емоции кои ни најснажните психоаналитичари, психијатри, психолози можат да го фатат мигот. Бидејќи тоа е момент на помешани емоции. Момент кога чувствуваш дека зад себе невино си поминал еден долг период во борба против времето како најголем и најсериозен непријател во затворот, а истовремено и радост за тоа што си од тој миг слободен и тоа го чувствуваш како прво како свој триумф, а и како триумф на оние за кои и бев таму, нели, а тоа се граѓаните на Република Македонија. Раце да ми одврзе, очи да ми затвори. Тоа се мигови на помешани емоции. Но И кога сега ве прашувам и ме враќам на тој момент, што сега чувствувате? Вие тешко да говорите за тоа, се приметува по вашето однесување. Тешко е да направите одредена реченица со која ќе може да ги изразите своите чувства. Што во моментов чувствувате? Ако е веќе толку тешко тоа што сте го поминале 5-3 месеци. Видите, јас Се извинавте ли на фамилијата, например, бидејќи сте били отсутен 4,5 години? Државата не ви се извини вас. Ја до ден денес не слушнав некој од државата да речи извини Љубој Бошковски, на вистина отиде во Хаг, а тамо не ти беше местото. Никој од меѓународната заедница. Не верувам дека тој ќе се случи. Дали вие се извинивте на фамилијата, бидејќи се пак пропати овие 4,5 години? видите, сигурно дека Годинава без тебе. Кога сега би ја прашал, која е првата ваша асоциација на Хаг? Как би го објасниле во еден збор? Што би ви паднало прво на памет? Вера, победа над времето, искушение, тага, незадоволство, гнев, бес? Што е првата асоциација на Љубој Бошковски на Хаг? мракот, темнината, Така го доживувате, како мрак, како темнина. да. Како нешто што сакаш да го видиш поинаку, а не можеш. Како нешто кога во свеста или во подсвеста сакаш една друга поинаква визија, а не можеш да ја видиш. Сакаш да промениш нешто, а не можеш. Би го насликале ли Хаг? Би пробале ли сега на слобода да го сликате Хаг? Ако сте го сликале во Замданата Модилјани или Пикасо или другите, дали сега на слобода би можеле да го насликате Хаг? И како, са какви бои би го цртале? Тешко дека ќе можам да изберам повеќе од 3 бои за да го насликам Хаг. Останете со нас и по рекламите, опроследете финалето на нашето вечерашно ексклузивно интервју со Љубе Бошковски на тема неговата Хашка Голгота. Се за вашиот дом. Реплек Маркет Хубо.